Трпе Инвест Охрид. Сонце, прва специјалистичка биохемиска лабораторија во Македонија. Илинденскиот празничен викенд традиционално го означува шпицот на туристичката сезона во Охрид. Во градот пристигнуваат гости од земјава и странство, а туристичките работници очекуваат исполнети капацитети до последно место и рекордна посетеност во наредните денови. Најбројни се младите од сите делови на Македонија кои Охрид го избираат за неколкудневен одмор и забава. Клубовите, дискотеките и угостителските објекти подготвуваат музички програми до доцна во ноќта, додека на летните сцени се одржуваат бројни концерти и културни настани. Во пресред на најфреквентниот викенд од летната сезона, локалната самоуправа уверува дека сите надлежни служби се целосно подготвени за пречекот на туристите. Денеска е забележливо сериозни проблеми во сообраќајот, тоа значи дека голем број на туристи се веќе пристигнати за овај викенд ќе бидат присутни, а секако дека први, втори, а и останатите денови кои што некако по аналогија ни се најфреквентни и најполни со туристи, сите служби и полицијата нормално за околу безбедноста, но и сите оние кои што се под локална самоуправа се максимално спремни. За одржување на јавниот ред и мир и безбедноста на туристите ангажирани се зголемен број полициски службеници. На терен работат и полицајци од други градови, како и нивни колеги од Србија, кои ова лето ќе бидат дел од заедничките патрули. Нивното присуство е адекватно на одредени активности кои што ќе се случуваат на терен и каде што имаме позначителна фреквенција на луѓе, се разбира централното градско подрачје во текот на целиот ден, плажите, дел од приградските населби и паркинг просторите и се разбира на места каде што се најавени концерти. Ова лето имаме бројни концерти кои што ќе се одржуваат во Охрид и тука ќе биде нивното присуство. Од хотелската асоциација Хотам велат мора да се работи на продолжување на туристичката сезона. Знаеме пред неколку години веќе почна сезонава да кажеме дека таа највисоката сезона беше можда 70 до 90 дена, но се зголемуваше од 2011 наваму со холандските гости кои почнуваа од мај месец, така да имаше добра сезона мај, јуни, јули, август, септември и дури некаде до 10-15 октомври траеше сезоната. И треба да се работи на разновидни гости, значи да носиме гости од Западна Европа и нормално и гости од околината. Од хотелската асоциација велат потребно е збогатување на понудата за задржување на туристите. Понудите мора да бидат разиграни. Високата сезона едно е, но пониските сезони треба да бидеме поотворени. Се покажа дека и со германските туристи што ги имавме последниве 2 години, баш во тој зимски период, вон сезона, и се добија еден така поголем број на ноќевања и се наоѓа и тогаш се наоѓаат други убавини кои може да ги уживаат гостите. Туристичкиот сектор очекува високата посетеност да продолжи и по празниците, бидејќи првата половина од август традиционално е најсилниот период од летната сезона. Успешно завршеното финално тестирање во функција се ставени безбедносните камери од системот Безбеден град на автопатската делница помеѓу селата Горенци и Требеништа во општина Дебрца, информира Министерството за внатрешни работи. Наскоро камерите од системот Безбеден град ќе бидат ставени во функција и на сообраќајниците во Охрид и регионот каде уредите се веќе поставени, а во тек се нивни технички проверки и тестирања. Системот Безбеден град ќе овозможи засилена и континуирана сообраќајна контрола, откривање на сообраќајните прекршоци, зголемување на сообраќајната дисциплина и подигнување на нивото на безбедност на патиштата. Воедно се очекува неговата примена да придонеси за намалување на бројот на сообраќајни незгоди. Од МВР апелираат до сите возачи доследно да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и со одговорно однесување да придонесат за побезбедни патишта низ државата.
Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков оствари работна средба со градоначалникот на општина Либерашт од Албанија Мари Глендиша, на која беа разгледани можностите за унапредување на соработката меѓу двете општини. На средбата биле разгледани можностите за реализација на заеднички проекти и искористување на можностите што ги нуди ИПА-3 програмата за прекугранична соработка меѓу Македонија и Албанија 2021-2027. Посебен акцент бил ставен на можност за заедничка проектна апликација на предстојниот повик од програмата, насочена кон унапредување на капацитетите за противпожарна заштита и подобрување на подготвеноста и одговорот при пожари на отворено. Во рамки на средбата било договорено и остварување на возвратна посета на градоначалникот Пецаков на Либерашт, каде што ќе биде потпишан меморандум за соработка меѓу двете општини. Беше еден морски цар, што имаше голем дар! Тие се будни чувари на плажите, секогаш подготвени да реагираат кога секоја секунда е важна. По повод Интернационалниот ден на спасителите, го одбележуваме трудот, храброста и посветеноста на спасителите од Центарот за безбедност на вода при Црвен крст Охрид, кои секојдневно се грижат за безбедноста на капачите. Со знаење, одговорност и несебична посветеност, тие се постојано на брегот и во водата, подготвени да го заштитат највредното, човечкиот живот. Што од Бога има дар? Што од Бога има дар? Дунку што е спасител? Дунку што е спасител? Спасител, Давидел! Спасител, Давидел! Трим и Лум ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме сончево и топло време со мала локална облачност. Максималната температура се искачи до 33 степени. Утре во Охрид сончево и топло со мала локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветар од променлив правец. Утринската температура од 17 степени, а максималната дневна до 33 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од минимални 11 до максимални 39 степени. Под влијание на топла воздушна маса од југ во деновите од продолжениот викенд и до крајот на следната седмица, времето ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Дневната температура на секаде ќе биде над 32 степени, а во некои места ќе надмине и 40. Високи температури ќе се задржат и во текот на ноќните часови.